Така е, драги, Министерството за образование и наука веќе го објави конкурсот за уписи во средни училишта за следната 2026-2027 година. Некаде кон средината на јуни ќе бидат уписите за средните училишта, а во текот на наредниот период, поточно во месец мај, сите средни училишта на идните средношколци, на актуелните полуматуранти ќе им се представат, ќе ги представат своите програми, што е она што го нудат, што е она што ги издвојува нив од другите средни училишта. Па на оваа тема утрово ќе зборувам со Елена Стојанова Димитров, директорка на гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Елена, добро утро. Добро утро од мене, добро утро од гимназијата Корчагин. Чест ми е што сте ова утро заедно со нас. Така, директорке, колку слободни места се предвидени за следната 2026-2027 година и што е она што оваа гимназија секако дека е препознатлива, меѓутоа уште еднаш да повториме што ја издвојува од останатите. Така. И оваа година имаме слободни 263 места за прием на ученици во прва година, распоредени во 8 паралелки, од кои 6 класични гимназиски паралелки, имаме една германска паралелка и една француска билингвална паралелка. Да, препознатливи по многу работи, меѓутоа еве се издвојуваме и по овие специјални две паралелки кои што ги имаме, по сите активности кои што се препознаваме, наградите кои што ги освојуваат, успесите кои што ги имаат и така. Така, кои се критериумите за селекција? Дали има можеби некои промени во однос на изминатите години? Не. Се останува исто, интересот се зголемува, тоа ни е од особено значење, доколку се појави поголема бројка од предвидената за било кој од паралелките, тогаш има тест за селекција. Во спротивно се знаат критериумите за гимназиско образование. Така, дали во изминатите години имаше случај да има поголем број на заинтересирани од бројот на слободни места? Не, до сега сме се вклопувале во бараната бројка. Така, како што реков и во најавата, мај ќе биде месецот кога секој училиште ќе има отворен ден, кога ќе можат полуматурантите да посетат гимназијата и што е она што ќе може да се запознаат тој ден? Така, ние работиме секојдневно, нашите успеси, нашите активности ги гледаат секојдневно на социјалните мрежи каде што споделуваме, меѓутоа во второто полугодие правиме презентација во сите основни училишта, веќе завршија презентациите и на крајот заокружуваме со еден отворен ден. Оваа година ќе биде на 16 мај, сабота во 12 часот, каде што сите активности што сме ги имале и успеси ќе бидат представени овде, а сите основци, односно полуматуранти, заедно со родителите, заедно со другарчињата, со наставниците од основните училишта ќе можат да дојдат да не посетат, директно да поразговараме и да им ги разрешиме сите дилеми околу уписите. Дополнително доколку не се одлучиле, да. Ете така. Добро, за крај што би им порачале нивните средношколци кои размислуваат веќе да се запишат овде? Да не размислуваат, време е да го донесат конечниот одговор. Сепак Корчагин е гимназија со реноме, нешто за кое што секако ќе им вроди плод, ќе бидат успешни. Ние имаме една парола дека ова е расадник на успешен кадар за понатаму и ќе бидат успешни на секое поле. И тоа ќе ви благодарам многу за разговор. Ви благодарам и на вас. Се гледам. Се гледаме. Така, со Елена Стојанова Димитров, директорка на гимназијата Раде Јовчевски Корчагин, разговаравме околу уписите, кои што, како што веќе реков, ќе се случат во јуни, првиот уписен рок, меѓутоа и за она што гимназијата има да им го понуди на полуматурантите, на идните средношколци, на сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа гимназија.